Името ми е Јосиф Дамјанов и секој од вас кој што сака да постави прашање и да го одговараме, тоа прашање и да ги најдем одговорите на вашите дилеми, може да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif, користејќи ги моите лични профили на социјални медиуми, може да ме најдете како Коуч Јосиф, а истото може да го направите и на броевите на телевизија Телма. И последното прашање за денес доаѓа од Горан и прашува дали вежби со велосипед може да придонесат за зголемување на мускулна маса во нозете или сепак е потребно вежбање со тежини. Горан, искрено за ова прашање најдов многу порелевантни личности. Се обратив во Спининг Македонија, центарот кој што луѓе го дадоа правиот одговор, мислам, и затоа нема јас повеќе да должам, ќе те оставам да го погледнеш видеото во прилог. Да, не и може би. Да, ќе придонесе во секој случај. Кога зборуваме за спининг, зборуваме за тренинг со отпор. Тој отпор, слободно крстете го тежина, и секој тренинг со отпор, правилно изведен, ги има свој ефект врз мускулната маса. И сега да повториме, да, ќе зголеми. И не, веројатно нема да придонесе доволно, сам по себе, ако идејата за зголемување на мускулната маса ви се нозете на Роберт Форстерман. Тој неверојатно користи тежини или е едноставно побелата верзија од неверојатниот Хук. Може би вашата идеја за зголемување на мускулната маса лежи повеќе во реалноста, па од спининг може да очекувате помалку или повеќе. А од тоа зависат вашите гени и предиспозиции. Ова се нозете на Крис Фрум, 5 пати освојувач на Тур де Франс, стереотип на нозе за качување. Ова се нозе на Андре Грајпел, освојувач на 11 етапи на Тур де Франс, стереотип за спринт.